Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди, на вистина се роди. Овие зборови утрово одекнаа во соборниот храм во Скопје. Православните верници си го честитаа најголемиот христијански празник Божик. Денес го празнуваме рождеството на Синот Божи. Но од секого од нас зависи дали тој ќе се роди во нас, дали ќе се всели во нашите срца и души, дали ќе живееме со радоста спасоносниот настан во Витлем и со одговорноста која што Христовото рождество ја носи со себе. Љубете се едни со други срдечно со братска љубов. Надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Живејќи така, ќе го стекнеме мирот од озгора и ќе ги почувствуваме во нас плодовите на Царството Божјо. А тоа се праведност и мир и радост во светиот дух. Верниците изутринава дојдоа на божикната служба и пречист, палеа свеќи со желба за здравје во семејството и берекет во домот. Што ја вие се посакувате за Божики? Многу здравје, среќа, љубов и мир. Здравје, фамилијата да е се во ред и што ги имам внучињата да одат напред. Па преди се здравје и за сите луѓе да има мир, разбирање. Мирот и љубовта се најважни, сето друго само по себе ќе си дојде. Па здравје, кога има здравје, има се. Мир, љубов, здравје пред све и среќа. Граѓаните денот го минуваат со најблиските на богата трпеза во домот на постарите, каде децата и внуците доаѓаат да посакаат среќа и радост. Божик празник се слави 3 дена. Божикното утро почнува така што рано взори се слушаат камбаните од православни цркви и храмови. Се облекува свечена облека и се оди во црква на Божикна литургија, со молба кон Бога за здравје и берекет. На овој ден завршуваат и божикните пости, а граѓаните подготвени за божикната трпеза, кој колку има и може, на масата нема да остане празна. На овој ден се спрема за како постите што помине, нешто помрсно така. Кој како има? Па, како и секоја година, нормално, малку мевсе и оние работи што следуваат за помладите и така. Па се знае, денеска е мрсно, вчера постно. Ке има така нешто месо, сарма и така. Нормално, како истите граѓани, нормално. Сакам да направам она што можам, спрема можности. Се помалку. Да бидеме скромни. Секако што треба. Божик е празник на најголема радост. Верниците го минуваат денот со најблиските, на трпеза во домот на постарите, каде децата и внуците доаѓаат да посакат среќа и радост во текот на целата година.